Институтот за развој на заедницата како невладина и непрофитна организација постои веќе 20 години. Во нивната програма се вклучени работата на меѓуетничко разбирање и толеранција за јакнување на капацитетите на поединци, организации и институции и подобрување на условите за живење на граѓаните. За почетоците, но и моментните активности на Институтот за развој на заедницата, наш гостин во овие разговори е Сретен Коцевски. Добро дојдовте во разговори на телевизија Ултра. Добро ве најдов. Благодарам на поканата. На почетокот споменав дека 20 години одбележувате од формирањето на Институтот за развој на заедницата, но почетоците на оваа невладина организација или нова организација од невладиниот сектор се некаде почетокот на 90-тите години на стартот како Младински информативен центар. Да, тоа беше еден од сега гледано интересен период, затоа што бевме меѓу првите во Македонија, можеби, граѓански организации кои што дадовме барање за регистрација. Тоа е една интересна приказка, дадовме барање, тогаш се регистрираше во МВР, значи во полиција. Па 94-та почна иницијативата, ја завршивме 96-та, но околу името беше навистина еден интересен момент, затоа што не беше својствено во тој период да имаме многу здруженија на граѓани, особено некои што работаат на демократизација, човекови права, развој на заедницата и така натаму, туку ги имавме оние здруженија кои што од претходно ги имавме од другиот систем, како што беа Организација на жени и другите организации што произлегува од Социјалистички сојуз. И се ние кои дадовме барање за регистрација, имаше дилеми, ние чекавме повеќе од година дена за да добиеме решение. Моментот на комуникација беше интересен, каде што имавме нели совет дека дали треба ово да го работите или она, или дали името треба да биде Центар за демократија, дали треба да биде младинска организација и така натаму, и најдовме едно компромисно решение. Вистинското прво име беше Младински информативен еколошки центар. За да дадеме акцент дека работиме на млади и еколошки активности, за да можеме полесно да добиеме регистрација. Така да се тоа го кажувам како една анегдота од тоа време, а потоа беше сменето, продолживме како Младински информативен центар, кој што добар дел од работењето, од активностите под тоа име ги спроведувавме. Тоа беше најактивно некаде 94-та година, тогаш почнавте со некои иницијативи кои што подоцна се преточија и во конкретни активности. Така. Колку имавте поддршка тогаш од пошироката заедница? По тој период на осамостојување на Македонија се формираја некои различни партиски и граѓански институции. Каква беше поддршката од заедницата на Младинскиот информативен центар? Пак од ова перспектива кој гледам, ја прво еден од мој личен пример ќе кажам, мене дома кој ќе ме праша што работиш, тешко ме разбираа. Кога требаше да излеземе пошироко нели во јавност помеѓу граѓаните, имаше многу прашалници. На кој начин функционира здруженијето, од каде се финансира, кој стои позади тоа, така да теории на заговори имаше и сите други можни нели моменти се адресираа, се потенцираа во тој момент. Така да поддршката беше мала, иако се гледаше на начин дека може да помогне во надминување на некои предизвици, луѓето срамежливо настапуваа. Едно е дека можеби во нас гледаат дека сме од помладата генерација, тоа беше прв момент, а втор момент беше она што дека ние здруженијата на граѓани се уште граѓаните нема информација на кој начин функционираат и кои се сите можности преку кои што би можеле, односно активности да се спроведат, кои се можностите и како може да им помогне во секојдневниот живот. Така да, од првичниот момент кога и за нас беше навистина ново, нели, каде што и нас ни требаше обука, консултации и така натаму, така да имавме ние можност да во земјата и странство да се обучуваме, да ги градиме нашите капацитети. Можевме да организираме настани активности, да научиме нешто, па полека да ги вклучуваме граѓаните за да видат дека постои можност и дека може да ги артикулираме нивните ставови, мислења, да ги пренесеме пред оние кои што нели одлучуваат и на некој начин да им помогнеме на оние на кои што им требаше помош. И тоа беше, како и претходното прашање, навистина еден интересен период, затоа што беше новина за кај нас. Кои беа првите проекти, првите цели ваши во тој период на формирањето на Младинскиот информативен центар? Првиот проект беше Екокулт,
така се викаше, тој и за нас беше малку изненадување. Повторно ќе речам, немаше многу здруженија во Македонија тогаш. И партнери кои што ги имавме потрага по заедничка основа, тоа беше една организација од Соединетите Американски држави, имаше канцеларија во Скопје и им требаше партнери. И ние не дека премногу знаевме нели како функционира, па кој ќе се спомнеше проекти така натаму, но првиот проект беше Екокулт, каде што ученици од училишто Тетовски од регион првично, потоа прерасна на ниво на Македонија, имаа можност да работаат на заеднички еколошки активности, затоа се пишуваше написи и ние издававме едно многу убаво Екокулт списание како магазин за млади што беше, во кој беа поместени написи каде што младите ученици од одредени училишта ќе усвоеја некој споменик, нели, како што е шарената џамија и слично, каде што ќе се грижеа од аспект на заштита на животна средина, екологија и така натаму, и за тие активности ние пишувавме во списанието. Така да тоа ни остане еден од првите проекти, мислам и прв, каде што официјално ние сме работеле како здружение. Во тој период во Тетово имаше само неколку невладини организации, се уште не знаевме дали се тоа невладини организации, дали се некои граѓански здруженија, организација на жени беше, еколошко друштво ми се чини и мултикултура во тој период почна да мислам дека малце подоцна беше мултикултура, да, ама малку бевме, во секој случај малку бевме, да. И полесно се доаѓаше до проекти тогаш? На почеток беше тешко. Затоа што фокусот, сега пак, велам, лекциите ги научивме од кој поминавме низ тоа. Ние тогаш не знаевме дека можеме да добиеме и поддршка за да спроведеме активности. Наша цел беше, се собравме така друштво, нели, добивме шанса. Јас случајно отидов на една консултација во Скопје, видов дека можно се збори за здруженија, дека се дава финансиска поддршка, ма не беше мотивот тоа зашто ние не знаевме дали има финансиска поддршка, туку дека некој спроведува активности, нели? И нас тоа ни беше така интересно, можевме да се вклучиме и од таму почна се. Но во тој период повеќе фокусот беше на состојбите во поранешна Југославија, некако Македонија беше оставена на страна, но потоа како поминуваше времето се соочувавме со повеќе предизвици, така беа наменети средства и за Македонија и за нас како здружение. Така да од 96-7 можам да кажам дека повеќе работевме проектно, грантовски, каде што добивавме повеќе средства. Само уште едно прашање за тие почетоци, кога веќе решивте да направите едно друштво, една граѓанска организација или првите чекори кон невладиниот сектор, каква цел си поставивте пред себе? Дали да ги анимирате младите или да ги анимирате граѓаните во целина? Младите беа во моментот. Значи, ние кога размислувавме, поаѓавме од себе што да направиме и што е тоа што за нас не интересира во нашето непосредно обкружување. Така да, првично ни беше како примарна цел на група младите, а второстепено оние кои што носеа одлуки во тој момент, кои што сметавме дека може да ни помогнат да ги реализираме нашите цели. Така да првично за тоа, значи ние почетоците немаше стратешко планирање, немаше дефинирање на стратешки, значи од стратешки пристап, методологија на работа, пристап и така натаму, тоа беше се непознато. Знаете, кога немате никаква информација претходно, нешто сте слушнале, ви се допаѓа идејата, имаше семинари и активности, навистина се учеше зашто беше ново и тоа ние бевме како сунџери, ако може така да кажам, абсорбиравме максимално што може да биде. Така да, без многу размислување. Но потоа, 96-97, веќе пристапот се смени, значи, со поголемо присуство и на меѓународните организации во Македонија се бараше поодговорен пристап, поструктуриран, така да дефиниран со одредени чекори, мерки, активности, очекувани резултати и тогаш почнавме малку на едно друго ниво да работиме. Од МИЦ до ИРАЗ. Да. 96-та се прекрстивте во Институт за развој на заедница? 96 тоа траеше до 2003. Ние законот беше друг во тоа време. Друг беше законот за здруженија на граѓани, не беше сега, така да ние као програма имавме ИРАЗ, значи полека почнавме таму од 99-та година, но финалниот момент дојде во 2003-та, кога од МИЦ ние станавме Здружение Институт за развој на заедницата и еве до денес на тој начин функционираме. Разликата меѓу МИЦ и ИРАЗ-а, што е тоа во содржината, во опфатот на групите, на целните групи или пак нешто друго? Целните групи, пристапот во работата и начинот на кој што ние ќе се представиме и идентификуваме пред нашите партнери во земјата и во странство. Вообичаено,
ако гледаме од аспект на како ние се легитимираме или праќаме информација, ако зборувавме само за младинска организација, одма ние бевме ставени само во тој кош на младински активности. Целната група беше таа. Да. А ние уште тогаш имавме многу поширок круг и работевме на многу различни активности. Значи работевме со медиуми, политички партии, предпријатија, државни институции и така натаму, но се уште бевме младински. И затоа видовме дека после некое време свативме дека пораката што ја праќаме, нели, не го отсликува, барем со името не го отсликува оно што го работиме. Така да се решивме на тој начин да одиме да пристапиме кон промена на името, така да развој на заедницата, значи сите оние мерки и активности кои што ќе го подобрат квалитетот на живење на граѓаните, значи да имаме пристоен живот во заедница која што е овозможувачка околина за сите оние кои што живеат на тоа подрачје. Така да размислувавме во таа насока и на крај се решивме за развој на заедницата, односно да биде дел од нашето име. Кога би се вратиле наназад, всушност некаде 25, можеби и повеќе години обстојува идејата за Младински информативен центар и подоцна за Институт за развој на заедницата. 22-23 година, да, значи од 94-та почетоците се врзани со присуството на Институт за трајни заедници од Вермонт, која што беше присутна во Македонија. Тоа беа меѓу првите агенции кои што беа присутни од странство во Република Македонија, кои што ние една група од 20 млади, нели, тогаш имавме можност да бидеме вклучени во активностите и од таму ние на некој начин бевме се информиравме и потоа лично се охрабривме, нели, да направиме чекор понатаму. Станавте препознатливи во овој изминат период по повеќе проекти, меѓутоа некаде по кризната 2001 година бевте првите иницијатори за формирање на комисиите за односи меѓу заедниците во општините каде што има население од мешан етнички состав. Ви се приклучија подоцна и општини каде што нема друго население освен македонското, меѓутоа сето тоа влезе и во законот за локални самоуправи. Колку сте задоволни од овој проект? Успеавте ли да го истерате до крај? Тоа никогаш не завршува. Кај нас со секој циклус на нови локални избори тоа продолжува, но лично сум задоволен, затоа што успеавме некако тоа што беше дефинирано со промените од 2001 година, уставните промени, тоа што беше предвидено со Законот за локална самоуправа, да успееме некако да го ставиме во функција и да им помогне на граѓаните таму кај што живеат во малцинство. Предизвици има, но навистина представуваше задоволство кога еве и други општини кои што не беа обврзани ја увидува потребата и пристапија, побараа поддршка да им помогнеме да бидат формирани комисии за односи меѓу заедниците, така да не се само тоа општини како што се претпоставува во регионот од Куманово до Струга, туку имаме низ цела Македонија, во централна, во југоисточна општини кои што решија да формираат такви комисии. Тоа е навистина една, значи за еден дел од општините е законска обврска, за другите ако формираат повторно, нели, представува обврска да ја помогне да функционира и представува еден многу убав пример на институционален диалог помеѓу заедниците. Кога велам институционален диалог, обично, нели, кога разговараме дали припадниците или представниците од одредена етничка заедница, група или народ, дали има комуникација помеѓу нив, ова му дава институционална рамка. Така да тоа што ќе произлезе како заклучок или препорака, тогаш се пренесува во Советот, кој што понатаму, нели, Советот соодветно може да донесе одредена одлука. Значи, за нас како здружение програмата за градење мерки на доверба од секогаш било приоритет и кога се измени законот, особено законот за локална самоуправа, увидовме дека тука постои можност, нели, да ги реализираме нашата визија, цели и така натаму. Пристапивме кон тоа во соработка и со ОПСЕ, значи партнерски пристап, не збориме за финансиска поддршка, туку со ОПСЕ, со ЗЕЛС, па до некаде и од Европската унија, успеавме да го подигнеме нивото
на комисиите, истите да заживеат, да бидат прифатени од општините, да се обезбеди финансиска поддршка за нив, за да може нормално да функционираат. Стартувавте со 18 општини, меѓутоа потоа се прошири на 23. Функционираат ли овие комисии воопшто? Некаде поише, некаде помалку. Ама ако гледаме како беше на почеток, каде што немаше по ниту еден состанок, сега знаеме дека има по 2 до 3 состанока редовно се организираат. Се надеваме дека следната година ќе има и повеќе. И тука тоа е едно комплексно прашање, но се работи исто и за владење на право. Сега ние го гледаме тоа како владење на право, затоа што тоа представува законска обврска. Ако имаме еден дел од општиниве каде што не е законска обврска за нив, нели сега дискутабилно е дали и колку можеме да ги притискаме, да бараме и така натаму да функционираат. Но има општини во Македонија, на пример 19, меѓу кои што и Тетово, кај што е законска обврска таквите комисии да постојат и тука бараме и очекуваме нели од општинските власти истата да ја помогнат максимално за да може да се функционира. Покрај оваа комисија за односи меѓу заедниците, во изминатиот период доста работевте и на програмата за прекогранична соработка. Колку успеавте да ги поврзете овие општини кои што се на тромеѓето на Македонија, Албанија, Косово или пак Македонија, Србија? Так. Дали тука стваривте целите? За нас прекогранична соработка, која велиме, тука имаме повеќе моменти. Прво е со преку регионално. Значи, првенствено ние имавме активности со земјите од Кавказот, со Грузија, Арменија, Азербејџан. И точно пред 10 години таа програма беше актуелна, 2005-2006. Бевте таму тогаш? Да, бевме тогаш таму. За оние што се сеќаваат, после имавме проекција на документарен филм, издадовме една брошура и така натаму. Значи, ако гледаме, ако почнеме од таму, имаше предизвици кои што се актуелни и до ден денес и за таму и за регионов на Балканов. Ако кажем само пример, таму се градеше нафтоводот Баку, Тбилиси, Чејхан, а кај нас во тој период, па и подоцна беа актуелни дискусиите каде ќе поминуваат нафтоводите, нели цевките и така натаму. Но тука тоа е многу комплексно прашање. Од еколошки аспект, владење на право, значи приватен имот и така натаму, можевме да видиме како на кој начин се справуваат таму луѓето, кои се проблемите, значи тука се и големи меѓународни мултинационални компании и така натаму, структури против кои што тешко може човек да се избори, нели? И се обидовме да го пренесеме тоа кај нас за да укажеме кои се предизвиците на кои што би требало да ги очекуваме и што може да наидеме. Во делот на прекогранична соработка, она што најчесто се терминолошки се подразбира во нашиот регион, тоа дојде со присуството нели на програмите од Европската Унија. Ние соработуваме и со организации, институции и од Косово и од Албанија. Се обидуваме да размениме мислења и искуства и пред се методи, практики, пристапна работа, да видиме што е тоа од другата страна, нели, што може да го земеме како научена лекција и да го примениме кај нас. Конкретно е еден пример каде што имаме Национален парк Шарпланина, нели, од страна на Република Косово. Ние тука раководиме, односно сме партнери со други организации во нашиот регион за формирање на национален парк или заштитна зона на Шарпланина, така да можевме да видиме кои се научени лекции од таа страна, за да може да го примениме и тука. Значи има повеќе работи на кои што би можеле да информираме, може би ние не знаеме доволно за сите оние процеси настани кои што се во Косово и во Албанија, па така затоа што граѓаните во минатото немале многу можност да комуницираат, одат во посета и така натаму, така да има многу научени лекции. Гледаме дека ако збориме за рурален развој, Косово на пример од страна на Шарпланина има многу резорти, хотели и така натаму, има содржина, има ски центарот. Ски центарот беше од претходно, но и во поново време кој што се направени, така да можам само да ги повикам граѓаните да ги опреграм да додат во посета таму, навистина е убаво. Сега тоа се обидуваме тие научени лекции од таму да ги вметнеме во програмите кај нас, кои што понатаму да се применат во секојдневната работа. Актуелно е и доживотното учење, некако се почесто го споменуваме тој термин. И старите велеле дека се учи цел живот, меѓутоа што значи доживотното учење што вие го практикувате во ИРАЗ? Така. Тоа е програма која што за мене е тешко да кажам програмата, како што кажавте и вие, затоа што тоа учењето е секојдневие.
Нели, ние учиме и тука, кои сме сега и во студио и на друго место, дали е информално, неформално и така натаму, нели тоа што си има поделба, така да ние учиме нонстоп. Ние само сакаме да ги охрабриме граѓаните да продолжат со нивното образование, затоа што она што ќе го научиме на училиште, не секогаш може вистински да најде примена. Затоа ние се соочуваме сега со проблеми, невработеност и така натаму, но тоа е резултат на едно е неплански од државата, дали ние планираме или не, кои кадри ни требаат, а второ е нерационалниот пристап и веројатно треба поголема сметка да водат и семејствата, нели, ако веќе инвестираме во образование, ако јас треба да се едуцирам утре на пазар на труд да бидам конкурентен, ја треба да направам некоја математика, нели? Ако има 1000 економисти незапослено, пак додам на економија, логиката, да, значи се знае дека одма шансата 1:1000 да најдеме работа, така. Така да ние се обидуваме преку нашите програми и активности за различни целни групи, да дизајнираме обука, активности, размена во земјава, во странство и така натаму, каде што ќе може да се зајакнат своите, граѓаните да ги зајакнат своите капацитети. Но исто така работиме и со понудувачи на неформално образование, значи во однос на верификација на програми, верификација на институција, маркетинг и така натаму, правиме истражување да видиме што е потребно, што не е потребно и на кој начин ние да може да им помогнеме на оние кои што имаат потреба од тоа. Така да тоа е навистина голема и широка област кој што содржи многу компоненти внатре. Македонија тоа се обидува да го структурира на некој начин, да го направи на начин кој што ќе одговара на граѓаните, но се уште не чека работа во тој дел. Имаме многу предизвици кои што би требало да ги надминеме. Дали како последица на тоа што бевте младински информативен центар или пак се уште главно млади се вклучени во работењето на Институтот за развој на заедницата, се уште повеќе кога се бара работа, младите доаѓаат кај вас. Имате ли потреба од регрутирање на нови практиканти кои што нема да бидат во онаа категорија млади, туку можеби возрастни, поискусни, немаат работно ангажирање? Ја мислам дека граѓаните се многу воздржани во тој дел кога сакаат да пристапат. А од друга страна, кај нас се вратите отворени, ние секогаш, еви преку вашиот медиум и во други настани, ние упатуваме апел, затоа што, еве, како што разговаравме до сега, спомнавме многу различни програми. Тоа претпоставува многу различни профили на луѓе, експерти со соодветно искуство и не само експерти, треба и административци и така натаму, кои што ќе може да превземат делот, нели, товарот или предизвикот за да ги реализираме програмите. Она што ние како здружение, мислам дека и добар дел од колегите, потешко наоѓаме кадар, односно луѓе кои што би можеле да се приклучат на тимот. Не можам со сигурност да тврдам, но дали е тоа немаат храброст, дали некој, ако може така да кажеме, се срами да дојде да праша, или дали има можност на било кој начин да биде вклучен во нашите активности, а секогаш кога објавуваме повици, најчесто тоа се претпоставува дека е за млади луѓе. Иако ние нигде не пишуваме дека е за млади, возраста не објавуваме. Ние објавуваме возраста, тоа одма некако се смета дека ова е за помлади. Но ние би сакале да видиме и повозрастни, значи граѓани кои што можеби во моментот од различни причини имаат малку слободно време. Може и да нема работа, например, може има слободно време кој што може да дојде да ни помогне да го најде својот интерес. Затоа што ние кои разговараме ги представуваме сите можности и гледаме се кој би може да биде интересот на лицето кој што ќе се вклучи. За жал тука секогаш ни се јавува недостаток на луѓе кои што би можеле да се вклучат. Она што е критериум, значи минимум критериум е познавањето на англиски јазик. Дали е тоа пречка, не знам, но не се бара англиски јазик како мајчин јазик, нели? На никој од нас не е, но ни треба минимум за да може да се разбере, нели, со околината. Утре може би ќе има некој семинар, ние многу често патуваме во странство. И сега човек кој ќе оди негде надвор, нели мора да праша дирекција, карта да купи и така натаму, затоа му треба. А не дека треба да биде совршен англискиот, па тоа да биде пречка, например, да се приклучи во нашите активности. Еве, ние тековно имаме отворено повици за практиканти и така натаму, но одзивот е многу слаб. Кои профили се во моментов потребни за работењето и опстојувањето, функционирањето на институтот? Видите, идеално е човекот да има познавање од англиски јазик, колку повеќе толку подобро, да има возачка дозвола со искуство, ако има, и добра желба. Значи, ништо друго не ни е потребно. И работниот ангажман, самиот да се го креира, според оно што вие го барате како
приоритет за Кај работа? нас, значи во сите здруженија има високо ниво на, како да кажем на македонски, интелектуален производ, да кажеме. Така да луѓето би требало да имаат аналитички пристап значи треба да кога работиме со размислување, нели? Не е работата кај нас механички дека треба да се заведе нешто или само да се предаде понатаму. Тој тип не е кај нас, туку ние имаме прошироко поле на действување. Така, значи ние го имаме као концепт, имаме темава и сега тука треба да се развиваат работите, да се извлече што е клучно, да се дефинираат активностите и понатаму нели да се направи еден план за реализација. Многу е креативна, многу е интересна и за жал од моје непосредно окружување може да кажам по некое време, нели, откако одредена група ќе се приклучи кај нас и така натаму, па зошто не ни кажа, зошто не ни информира. А ние во континуитет објавуваме дека како ИРЗ, дека имаме школа на ИРЗ, дека за менаџирање со проектен циклус, значи луѓето кои што би имале интерес да бидат дел од организации, не само кај нас. Значи ние обучуваме луѓе и за други организации и институции. Но некако тој иако знаат, значи не доаѓаат да ги слушаат тие 5 или 10 часа што ги имаме, а потоа кога ќе дојде момент, например, конкурс за работа или така натаму, секогаш добиваме критика на некој начин, па зошто не ни кажавте? Имаше повик, нели? Ние информираме и се обидуваме да социјалните мрежи, социјални мрежи, медиуми и така натаму. И сега знаев, одговорот е најчесто, знаев дека имаш, ама ете не дојде. Колку ги чини посетителите курсот? Ништо, тоа е бесплатно. Ние имаме интерес да колку што е можно повеќе луѓе да се обучат. И обично тие луѓе кои што поминале низ таа обука или наоѓаат или може да најде работа кај нас или кај партнерски организации, често знаат да кажат ОПСЕ, Европска унија и така натаму. Или амбасади, ама за да се влезе таму мора да се почне од негде. А за да се почне негде подобра од локална организација, подобра можност нема. Не дека сме само ние. Ете, се спомна мултикултура, се има и други организации во Тетово и така натаму, каде што човек може да оди и да научи. Она што ние сметаме дека ние добро го правиме, затоа што имаме структуриран пристап во таа насока, обезбедуваме обука, обезбедуваме период на практиканство, работиме заедно, значи менторство, за да видиме на кој начин, како пристапува, на кој начин ги имплементира работиве, дали има способности, значи дали ќе биде на крај со вештини и квалификации за да може да напише предлог проект, да ние гарантираме дека после одредено време тој ќе може тоа да го направи или таа, но за жал повторно велам никако не успеваме да добиеме поддршка во делот за да имаме повеќе луѓе, значи да не бидат и колеги за да ги реализираме активностите понатаму. И сега ние сите знаеме да бараме работа, но многу се мал бројот на тие што сакаат малку време да потрошат за да научат нешто. Иначе не можеме да најдеме работа ако само нели со образование од дипломата сама по себе без надоградување и она доживотно учење или да учиме додека сме живи. Токму така. Не би вредела ништо. Токму така. Да за крајот само 20 години Институт за развој на заедницата го одбележавте? Да. Значи оваа година е јубилејна. Имаше настан во ресторант Принц, каде што заедно со нашите партнери од Планинарски клуб Љуботен и Цето Теарце, колеги кои што пријателите на Шара. Да, од пријателите на Шара, тие одбележуваат 10 години од своето постоење. Љуботен и подолго, имавме еден убав настан, а потоа традиционално, на што за помладите можеби е доста препознатливо, организираме караоке забава на која што имаме можност, неформално да се дружиме, да се опуштиме малку и колку да одбележиме. години караоке забава правите? 15. Значи тоа беше годинава еден мал јубилеј. Јубилејот беше во февруари. Ова затоа што имаше секогаш има прашања кога ќе биде следното, а ние се обидуваме еднаш годишно да биде. Така, обично во февруари. Обично е февруари, но сега рековме ајде ќе направиме нели затоа што е јубилејно, а во февруари ќе биде 16. Тоа беше започна во 2001 година, беше одговор на граѓанската криза која што ги имавме тогаш. Група на млади луѓе се затворивме во една просторија и рековме добро, полициски час остануваме до Сабајле. Едноставно ни требаше забава. И тоа продолжи. И тоа продолжи. Секоја година до сега. И се надеваме ќе продолжи. Во моментов на што сте сконцентрирани? Кои се проектите кои ви се приоритет? Неформално образование, во кој што спаѓаат и социјално, значи неформално образование како област, но тука има повеќе проекти внатре, ние немаме време сега да навлегуваме премногу.
Програмата градење мерки на доверба, значи тука во тој дел во континуитет ги помагаме општините за да може да овозможат комисиите за односи меѓу заедниците да функционираат. Имаме проекти од програми од рурален развој, значи прекогранична соработка. Помагаме, партнери сме на одредени проекти за рурален развој и земјоделие со Федерација на фармери на Република Македонија, со мрежа за рурален развој, со постојана работна група за подрачјето на Македонија, Албанија и Косово. Значи, одиме во таа насока. Господин Коцевски, ви благодарам што бевте дел од разговори на телевизија Ултра. Уште еднаш честит јубилеј и се надевам дека овие проекти кои што ги имате зацртано за следниот период ќе бидат остварени како оние во 94-та, кога започнувавте како младински информативен центар. Јас ви благодарам на поканата уште еднаш. Се надевам дека така ќе продолжиме, дека ќе не држи ентузијазмот колку што е можно повеќе. Доаѓаат и млади? Да, доаѓаат и млади. Така да ќе видиме времето што ќе донесе. Ви благодарам. Почитувани, тоа беше емисијата Разговори на телевизија Ултра. Наш гостин беше Сретен Коцевски од Институтот за развој на заедницата. Започнаа како младински информативен центар, препознатливи како МИЦ, а денес се ИРЗ. Со честитка за јубилејот, ја одјавуваме оваа емисија Разговори. Пријатно.